Значи, и двете опции се точни. За стари се сметаат лицата кои што се над 65 години. До пред 10 години тоа беа над 60, меѓутоа се е поместено над 65 години. И тоа е тренд во светот. Демографската слика се менува, се повеќе има лица кои што се над 65 години, дури имаме и во некои држави многу висок процент на лица што се над 95 години, што се сметат како најстари стари категорија. Овие што се над 65 се джуниор стари, помлади стари, а овие над 90 се најстарите стари. Особено, значи, Америка, Западна Европа, Јапонија, значи, тој тренд на старење е на популацијата е висок, односно, што значи тоа? Се поголем дел од популацијата се лица кои што се над определена возраст. Глобално во светот имаме пад на наталитетот, на фертилитетот, намален е бројот на деца кои што се раѓаат годишно, со самата модернизација, со напредокот на здравството, на медицината, на индустријата, начинот на живот и сето тоа придонесува, нели, животниот век да се продолжи, со тоа самиот живот се продолжува, со тоа и бројот на лица кои што се постари расте. Овој тренд ќе продолжи и понатаму. Значи, Македонија е дел од Европа и овие трендови на старење се исто така и кај нас. Се повеќе имаме постара популација, се помалку, за жал, имаме раѓања на годишно ниво, така што овој тренд ќе расне и натаму и ќе имаме се повеќе и повеќе стари лица, доколку не се случат некои, нели, интервенции кои што ќе направат некаква промена. Она што во другиот дел на прашањето што го поставивте, нели, дали се стари кој колку се чувствува стари така натаму, и тоа е точно, затоа што биолошката и физиолошката старост, хронолошката, односно, биолошката и хронолошката старост не се подразбираат или исклучуваат. Вие имате, сигурно сте сведоци, на лица кои што се на 80 години и се активни во смисла планинарат, се шетаат и така натаму, а имате лица кои што, за жал, и млади, 30-50 години, кои што се неактивни, кои што се невклучени во секојдневниот живот, во поактивно, да кажам, во општествениот, не секојдневниот живот сите го живееме, меѓутоа во општествениот живот. Така што таа хронолошка и биолошка старост не се нити подразбират, нити исклучуваат. И вие имате стари луѓе кои што се со дух на дете. И е многу убаво кога ќе се сретне некој таков. Така да точно е како се чувствуваш толку си, доколку физичкото здравје на човекот му дозволува, значи апсолутно ирелевантен е, да кажам, во определен степен тој дел колку е некој стар. Значи не е битно. Има една убава реченица која што ние во геријатрија и палијатива ја користиме. Не е важно колку се години на живот, важно е колку живот има во тие години.